Metal Art изработува висококвалитетни метални огради, капии и внатрешни скали. Metal Art ги нуди своите квалитетни производи во Македонија и Европската Унија. Веќе 20 години користиме софистицирана технологија и нудиме европски квалитет со македонски цени. Стапете во контакт со нас за да добиете понуда која ќе ги задоволи вашите потреби. Metal Art. Добре дојдовте на македонскиот канал Нов Асном. Денеска наш гостин е професор доктор Звонимир Јанкуловски, поранешен амбасадор во Советот на Европа и Ватикан. Поздрав, професоре, како сте? Добре, ве најдов. Голема благодарност што сте наш гостин и многу ми е драго за тоа. Деновиве, не само деновиве, меѓутоа се има од кога се направи уставните измени на таков начин како што се направија, одеднаш лагата стана вистина, вистината е лага. И си има осет како да живееме во некој од најлошите кошмарски сонови од Кафка романите, каде што таа лага е оркестрирана, генерирана и од политичките елити, заедно со помош на нашите западни партнери, а сето тоа во наше некоја подобра иднина. Затоа имаме многу примери. Например, на ТВ Сител, нашиот стратешки пријател Соединените американски држави и амбасадорката излезе на Сител и не убедува дека уставните измени треба да се дадат, и еден од аргументите е дека 30 години ние сме за Европа и НАТО, а при тоа игнорирајќи го фактот дека ние сме во сите анкети кажуваат дека сме против овие уставни промени. Исто така ваквата реторика се гледа и од Пендаровски, Бујар Османи, Ковачевски, кои кажуваат дека ние нема да преговараме со Софија, ќе преговараме со Брисел, а преговарчката рамка има можност секоја земја да дојде овдека да изврши скенинг и уствари ние да бидеме приморани да ги прифатиме условите на таа земја членка. Денеска и вчера имавме представникот на германскиот Бундестаг и за Комитетот за надворешни работи, кој не убедува дека овдека луѓето се нестрпливи за уставните реформи. Што не доведе до овдека и како ние можеме да живееме во лаги кои се вистини лаги? Добре, тоа само ви покажува во која состојба е доведено македонското општество во последниве 7 години со доаѓањето на новата власт и со доаѓањето на Зоран Заев, кој во основа сурфаше на незадоволството на дел од граѓаните од поранешниот систем и кој дојде со ветување за промени, за правда, за едно општество за сите. Гледаме дека сето тоа било една обична лага. Тоа е новото време или онај поствистина, време на поствистина кој сите книги и во сите статии кои се реферуваат на Запад се карактеризира како време кога имате флуидност меѓу вистината и лагата, меѓу она што значи точна и информација и дезинформација, така што ние го живееме најлошиот период во Македонија од нашето осамостојување. Се работи, не би ги обвинувал тука странските амбасадори и странските мешетари, што би рекол, што доаѓаат, што не убедуваат дека ние не го знаеме сенсот, односно не го знаеме чувството на народот кон определени прашања. Сепак се работи за интерес кој не е наш македонски интерес. Имаат агенда која се обидуваат да ја спроведат. Ние сме тие кои дозволуваме или не дозволуваме да таквата агенда помине или не помине во државата. Очигледно покажавме слаб капацитет во поглед на она што значи резистентност кон надворешните влијанија, кога имате флуидност на националните интереси. Всушност прашањето, сега ќе одам малце подлабоко, е прашањето на национални интереси најчесто поради односите со другата заедница која повеќе или помалку изгледа као доминантна во државата, не е тоа. Се менува називот национални во државни интереси, така што се
прескокнува нацијата, односно се прескокнува интересот на нацијата, се сведува на интерес на држава, што е сосема различно. Така што во таа флуидност и таа и немање црвена линија во поглед до каде може да одите во одстапувањето од она што значи национална линија, национални линии во одредени прашања, не доведува до состојбата денес да имаме една северна политика која прифаќа се што и се пласира од надвор без да води сметка ниту за волјата на народот, ниту за она што значи национален интерес на македонскиот народ во држава во последниве години. Тоа беше промената на името кога се изманипулира со референдумот, со неуспешниот референдум, кога беше прогласен за успешен. Тоа беше со начинот на кој беше конституирано собранието, со кревање на рака наместо електронско гласање. Тоа беше со ветувањето дека ги добивме датум за преговори. Знаете, би рекол антологиска слика во службениот авион, каде што сите насмеани не убедуваа дека добивме, каде што повторно Заев ја повтори истата лака дека добивме, кај што Меркел не убедуваше дека сме добиле датум за преговори, ние се уште го чекаме датумот за преговори, и кај што повторно не убедува дека сме ги отвориле пристапните преговори со Унијата, иако првата меѓувладина конференција не се одржа, барем не по оној модел по кој Европската комисија го отвора процесот на пристапни преговори со државата кандидат членка за Европската унија. Не убедува дека само овој последниот услов дека да го промениме уставот на Македонија, дека е тоа последниот услов после кој патот или траекторијата на нашето пристапување во Европската унија ќе биде мазен и ќе оди по, како сика, по брза линија, ветуваат 2030 година. Меѓутоа, ако ги читате, сега, тоа е она што ме збунува, вајда власта знае да чита, мислам, вајда знаат некои од странските јазици, за да може да разберат изјавите на Макрон, изјавите на комисијата. Видовме последното, си спреплетоја во поглед на 2030 година, за кој власта не убедува дека ќе влеземе. Ниту ќе влеземе, ниту процесот ќе оди на оној начин на кој ни ветува дека ќе оди, затоа што сепак се работи за промена во геостратегијата, каде што Европската унија мора да се прилагоди на новото време, мора да одговори на предизвиците на новата светска поделба, што би рекли, или геостратешка слика на светот која е во моментов се раѓа еден нов светски поредок. Европската унија си го бара местото на процесот на проширување, додека не се реформира унијата, нема да тече. Мислам, тоа е јасно од сите изјави, не знам нашите политичари какви други изјави, така што точно, ние живееме во време на големата лага, која беше промовирана со концептот или со она што значи владењето на Заев и неговите наследници, владењето на оваа политичка гарнитура, каде што имате флуидност меѓу вистината и лагата, меѓутоа каде што доминира лагата и морам да кажам каде што доминира незнаењето, неспособноста, сервилноста и глупоста. Да, апсолутно. И се чини дека како последица на ова имаме некака автократска хегемонија од политичкиот врв во Македонија, каде што дури има обиди за замолкнување на опозицијата, само тоа што опозицијата го дефинира својот став, кој е спротивен од она што сакаме од она што владата сака да го прикаже, тоа е прво, а второ, нус појава е и одиме до таму да почнуваме из старите добри закани за безбедносно прашање, ако не сме го, и последиците на исто тоа безбедносно прашање кон сите нас. Па добро, тоа е Пардон. Тоа се сепак рецидиви од минатото, знаете, за да градите демократски капацитет, за да имате демократски капацитет на владење, сепак треба да имате демократски капацитет на она што значи интелектуален, академски, секаков развој на личноста. Тоа очигледно со представниците од оваа власт недостасуваат. Најлесниот начин да владеете, да
ја убиете критичката мисла, да ја потиснете критичката мисла и најдобро е да немате опозиција. Начин на кој СДСМ владееше од 94 до 98 година во Македонија. Тоа би оваа власт најмногу верувам дека во моментов тоа го посакува да се случи, да нема опозиција, да опозицијата да нема став и она што е карактеристично за еден режим кој мислам дека го надминавме 90-та, лажам, не мислам, туку мислам дека е се уште жив и се уште животворен во Македонија, тоа е комунизмот и начинот на размислување на комунистичката квази елита во годините на владење од после војната до 90-та, до независноста на Македонија, каде што во основа ги генерирате непријателите на начин што правите диференцијација меѓу луѓето. Најчесто тоа е обидот на владата да го представи дека они се за европска иднина за Македонија, сите кои се против промената на уставот, против промената на ивето, се беа се или биле против европската иднина на Македонија, поделба која едноставно не држи во државата, затоа што сите ние посакуваме да бидеме дел од Унијата, меѓутоа, кога ќе видите во каква состојба ја доведува државата, далеку од тоа дека, како сика, е реално стварлива целта која власта ја посакува. Повеќе ја посакува за себе, за амнестирање за се она што го направи или не го направи со државата и за амнестирање за својата неспособност, надевајќи се дека Брисел ќе го замени Београд, она што беше во времето на комунизмот, и надевајќи се дека, или можеби имајќи некои ветувања за кои ние не знаеме, кои се дадени, затоа што начинот на кој делува власта, дека прашањето на отворањето на пристапните преговори е прашање на живот и смрт за државата, баре така ја го доживувам, и наметнувањето по секоја цена дека тоа мора да се случи, не мора да се случи по секоја, ништо во животот не се случува по секоја цена, посебно не по цена на обезличување на државата и губење на она што значи идентитет на нацијата. Тоа е, можеби за нив е мала цена, меѓутоа за македонскиот народ и за поголемиот дел од македонскиот народ, тоа е цена која не може да ја прифати. Она што кажавте, представувањето дека народот е нестрплив. Да, нестрпливи сме да влеземе во Унијата, меѓутоа нестрпливи сме за многу работи во животот, меѓутоа тоа не значи дека таа нестрпливост на народот треба да ја платиме со цена на нашето непостоење или нашето исчезнување од картата на народите во светот. Тоа е прашање кое ви кажав, стварно начинот, сето тоа генерира определен, гледајте го како функционира владата, генерира определен авторитарен дух кај нив. Најубаво би било кога би се забранила опозицијата и би се угушило критичкото мислење во државата, кога не би постоеле луѓе кои зборуваат и размислуваат поинаку од власта. Мислам, тоа е суштината на демократија, тоа е онај чек баланс во демократија, дека мора да постои мислење кое е различно од она што владеачката гарнитура го прокламира. И начинот на кој функционира власта во контекст на последните, на притисокот за уставни измени, последните во поглед на несувањето на бугарите во уставот е суспендирањето на парламентарната демократија. Знаете, малце е несмасно, би кажал несериозно, да министер во владата ви кажува дека они ќе разговарале со секој пратеник посебно. Што сака да ми каже, дека они се, извршната власт е над парламентарната. Мислам, си спомешал лончињата во државата и тоа е сериозен проблем за иднина. Затоа што начинот на кој го буткаат целиот процес во основа создава сосема поинаква слика за Македонија, не како хибриден режим. Режим кој повеќе или помалку инклинира кон тоталитаризам или кон авторитаризам, туку на режим кој е многу блиску до промена од хибриден чекори кон тоталитарен, односно кон авторитарен режим. Начинот на кој власта го бутка целиот процес ми дава основа да ова што значи хибриден режим премине во многу лесно премине во авторитарен режим во Македонија. Начинот на кој овој процес тече, ќе видиме како ќе заврши, меѓутоа последиците и со промена на власта ќе бидат сериозни за државата. Кога кажете сериозни, што имате на ум?
Па сериозни, целиот процес во последниве 7 години е процес на обличување на државата. Малце несериозно делува кога ви кажува дека со промената на името не се случило ништо, во основа сме го зачувале, идентитетот сме го зачувале. Флоскули кои, не знам од кај, дали луѓево, дали имаат советници у владата, дали има советници, луѓе кои читаат. Сепак има работи кои се запишани во книгите, во она што значи учебниците по меѓународни односи и слично, каде што јасно се кажува како течат тие процеси. Кога го менувате името, во основа прашањето го менувате идентитетот на еден човек. Не е случајно грчки филозофи тоа го потврдиле дека менувајќи го името ја менувате индивидуалноста на поединецот, односно ја определувате неговата индивидуалност. И не случајно имате ословување на македонскиот народ како славомакедонци. Тоа се случува, тоа што власта ги премолчува кога ни се обраќаат на тој начин странски државници или кога во документи на меѓународни организации како народ сме заведени или јазик на Северна Македонија, ќе видите дека она македонското полека исчезнува од името на државата, не само од името на државата, туку начинот на кој не ословуваат во меѓународниот поредок, односно во меѓународниот промет. И тоа е загрижувачки. Бугарија е само еден чекор понапред, или завршувањето на процесот. Ние забораваме дека Преспанскиот договор и Бугарскиот договор тоа се врзани садо. Еден грчки аналитичар вели дека промената на името, она што грците успеа да го избоксираат во поглед на Македонија, во основа е апсолутно успех за Грција, иако ние се обидуваме да представиме, да најдеме некој баланс, меѓутоа дека околу нацијата и прашањето за јазикот не го завршиле процесот, меѓутоа тоа ќе го стори Бугарија. Затоа што од моето лично искуство како амбасадор во Советот, ја немав кавги со бугарскиот амбасадор, да бидеме реални тука и да бидеме искрени. Имав кавги со грчкиот амбасадор, кој тврдеше дека ние сме нација формирана од Коминтерната, дека Сталин не формирал, дека Тито не создал. И знаете, и како што одеше расправата, како што одеше кавгата, ние прво бевме Former Yugoslav Republic of Macedonија, па потоа бевме Фајром, па потоа бевме Скопје. Значи, како се зголемуваше тензијата на расправата. Меѓутоа тоа доаѓаше од грчка страна. Не верувам дека има некоја промена во тој став. Она што ние успеавме да се откажеме од нашите корени, без оглед, затоа што еден грчки поранешен премиер ќе каже дека историјата никогаш не е длабоко закопана, доволно длабоко закопана на овие простори. Историјата се мешале историските настани, така што никој нема право на ексклузивитет. И најтрагично, што поранешниот министер за надворешни работи Никола Димитров не убедува, дека тоа е бричењето на етничкиот карактер на македонците, сведувањето на нашата идентификација со географскиот простор Македонија. Тоа е она што грците го правеа и она што грците го прават. Знам во една расправа со грчкиот амбасадор околу прашањето за македонците, рече дека има 2 милиони македонци во Македонија. Зборувам за грчка Македонија и нормално реков дека тоа е супер. Мислам, како да не пофалиш. Меѓутоа, разликата е, она што нагласив е, дека тоа се грци кои се идентификуваат по географскиот простор каде што живеат. Ние сме етнички македонци. Таа етничка карактеристика на македонците Никола Димитров успеа да избрише. Така што имаме сериозни проблеми, без оглед која она што ви кажав за воиднина. Некои работи се отидени многу далеко и многу ќе биде тешко да се вратиме на патот на кој го зацетавме во 90-тите години кога прогласивме независна држава, односно во 45-та која Асном одлуките што ги донесе теаше да инклинира кон македонска држава. Така што тоа ќе бидат сериозни проблеми пред секоја нова власт, која и да дојди, да може да се адаптира на или да го менува она што веќе е штетата да ја
Знаете, повеќе ќе се занимава со последиците, со штетата што е направена во последниве години. Апсолутно. А една од штетите што е направена во последните не само 7, него 20 години што сме, е дека нон-стоп имаме нови скандали, некои нови негативни последици. Ова случајно во онкологија, немањето книги, кои нам ни дава до некое чувство дека имаме ние пропадната држава. Па по сите параметри, ако погледнете параметрите, ние сме држава во пропаѓање, се уште не сме пропадната држава. Меѓутоа, Да. сигурно очекуваме, и тоа многу брзо очекуваме кон ваква констатација. Тоа е нешто што ги има параметрите кои го определуваат како пропадната држава во секој поглед. Погледајте на што ја сведовме државата, мислам, начинот на... Ние сме една голема лабораторија каде што оние што се нормални демократски процеси кај нас се сосема поинаку поставени и не можете да ги најдете во ниеден учебник, по ниеден предмет од општествените науки. Имате деградација на системот на владење на правото. Во основа имате деградација на прашањето за дискриминација, имате непознавање на концептот на позитивна дискриминација или она ние што го викаме квота системот, подеднаш дознавате дека имате балансер каде што не знам од кое искуство во светот и црпена идејата за балансерот кој треба да го избалансира општеството во поглед на праведност и етничка застапеност и вклученост на сите малцински групи, при тоа одбивајќи да ги нарекува малцински групи, за да не би се навредиле истите, туку употребува називи кои беа порано преземени од Југославија од истата причина, а потоа сменети во етнички заедници со договорот со Охридскиот рамковен договор, така што некои работи во Македонија се тотално изместени. Се изместени од онаа нормална демократска траекторија по која се движат државите. Ние повеќе личиме, не знам, како експериментални, личиме на еден експериментален простор во кој се е можно и ништо не е можно. И затоа ни се случуваат овие работи. Меѓутоа, имате и друга ситуација. У Македонија системите паѓаат. Онкологија е само она што значи екстремот. Во сите области системите паѓаат. Во сите области. Онкологијата е екстремен затоа што се работи за човечки животи. Се гледате до кој дереџа ја доведовме државата. Да имате, како се вика, да викаат дека животот е бесценет, а да имате најевтин живот во светот или во пошироко во Европа. Каде што животот воопшто нема цена. Сушност, баш нема цена. Едноставно ќе добиете плацебо терапија која нема врска физиолошки раствор, каде што луѓето однапред се осудени на умирање. Што е трагедија им, како сакате, од секој поглед да ја погледнете е трагедија. Ние имаме неказнивост која е просто несватлива за било која држава, дури за африканските држави, ако сакате, каде што имате 8.000 починати од ковид, во ред се работеше за военни околности, меѓутоа бројката е ненормално голема во однос на бројот на население. Имате модуларната болница, каде што изгореа луѓе, го имате лавци, го имате сообраќајката во Бугарија, каде што се уште немате правна разрешница и го имате случајот на онкологија кој полека со тек на време спласнува тензијата која постоеше на почетокот, така што имате чувство дека и тоа се обидуваат да го заташкат. Така што Македонија во основа со овие години на владење на оваа политичка гарнитура го живее својот, би рекол, елдорадо на скандали. Мислам, нема ден нешто да не се случува, што повеќе може би изгледа забавно, од една страна, меѓутоа се работи, воопшто не е забавно, затоа што луѓе умираат, затоа што здравствениот систем се распаѓа, образовниот е тотално девастиран, во секој поглед. Тоа
е проблем со учебниците. Меѓутоа, ако одите и погоре до високото образование, ќе видите дека се е веќе доведено во рамките на она што значи преживување и неодговарање на потребите на граѓаните на Македонија. А сето тоа со последици по натамошното нормално функционирање на државата. Затоа што кога ви кажав за пропадната држава или држава во пропаѓање, да, ние сме држава во пропаѓање која многу лесно може да влези во категоријата на пропаднати држави. Сега нормално кога имаме ваква одлична констатација од ваша страна за состојбите, се има од една страна безнадежност, од една страна потврда дека да, ние уште еден скандал, ова не е чинил, дека не е добро, се наметна прашањето, без разлика какво и да е и колку да биде предизвикувачки, кое е решението. Но немаме едноставни решенија. Но кои се правците кои би не довело до решение на овие проблеми? Решението прво да одиме на избори. Што побрзо тоа подобро. Со тоа да покажеме барем минимално дека имаме демократски капацитет, знаете. Не можете да бегате од избори како ѓавол од темја. Ова што го прави тековната власт, дека мора да владее 4 години. Па ако имате вакво незадоволство кај народот, ако тоа незадоволство само расте од ден на ден, секоја нормална политичка партија, барем во нормален политички систем, подобро е да оди на избори да го провери својот кредибилитет и да го провери својот рейтинг по цена да изгуби. Затоа што тоа ќе значи за партијата можност да се реорганизира и нормално по некој временски, затоа што демократскиот процес, изборниот процес ви ја дава таа можност, ви дава можност да не бидете вечно присутен на политичката сцена и да може да владеете вечно, тоа можеше во комунизмот, во еднопартискиот систем. Демократијата нуди можност за избор. Тоа е основната разлика. Меѓутоа, очигледно власта бега од избори. Зошто бега не ја разбирам, затоа што како и да е ќе дојдат. Можеби нема да дојдат во ноември, ќе дојдат во мај и јуни. Едноставно ќе се случат изборите. Порано или подоцна ќе се случат. Тоа што ќе се случат избори ќе биде поразително, можеби, не знам, мислам, сепак се работи за избори, не може за власта. Барем анкетите покажуваат стварно разочарувачки рейтинзи на една од политичките, на владеачката политичка партија. Со секој ден, помина ден, со секој нов скандал, со се ова што се случува околу промената на уставот, политичкиот притисок што се врши во државата, значи сето тоа уште го продлабочува јазот на поделбите во државата и значи пад на рейтингот на владеачката партија. Така што многу потешко во подолг временски период ќе биде можноста за незино поравување после изборите, доколку се случат. Нормално се надеваме дека ќе се случат, затоа што гледам некои аналитичари повикува да се забрани опозицијската партија. Мислам, тоа би било вака врв на демократијата. Тоа е она ментална состојба или состојба на духот на луѓе кои во основа живееле во еден систем во кој тоа било можно. Сега не е можно. Можно е точно да го направат со сила. Меѓутоа не е надворе од демократските принципи. Нема никој кој може да го подржи тоа. Да суспендирате опозиција, да суспендирате слободно мислење. Ви кажувам, најубаво би било кога тоа би го немало. Би било идеално, као на времето. Ќе си владеете без никаков проблем. Меѓутоа тоа не може да се случи. И токму тоа е првиот чекор. Кои би биле понатамошните чекори, затоа што тоа е одличен прв чекор, каде што ќе се исчисти политичкиот простор. Политички и ќе се ова прашина околу уставни измени, ќе се кристализира прашањето околу уставните измени и визави бугарскиот договор. Но сепак фундаментално ние ќе имаме исти проблеми. Проблемите ќе останат. Едноставно не може да завидувате на новата власт. Новата власт ќе има сериозни проблеми. Кој да ја прави, без оглед, кој да ја прави новата власт, ќе има сериозни проблеми кои ќе мора да ги решава. Знаете кога е направена штетата од вакви размери. Не зборуваме овде за штета која ќе останите со
да кажеме, со намалувањето на инфлација, зголемувањето на Да. работната сила. Овде имате штета која е направена на она што значи есенцијата на државноста на Македонија. И на народот. И на нацијата посебно. На нацијата посебно. Значи, тој процес, иако изгледа нереверзибилен, сепак може, како се вика, со добра политичка програма и со добро политичко владење, тој процес може да се анулираат определени штети. Не велам дека сите ќе може да се анулираат, затоа што, ви кажав, промените се страшни што се случуваат во последните години. Обезличувањето на државата е процес кој ќе треба повторно да се ревитализира. Знаете, почнувате од почеток. Сте имале нешто, сега немате ништо. И треба да се вратите на почетното нешто што треба да го развивате. Тоа значи, треба да градите дипломатија која ќе биде многу, она што се вели, многу посветена, и дипломатија која ќе биде агресивна во поглед на повторно, ви кажувам, повторно раскажување или нов наратив за македонската приказна во светот, кај што ќе треба да ги убедуваме и да објаснуваме, затоа што ова треба да се објасни. Што се случуваше во последните 7 години. Затоа што лесно е да кажете, да, ние Заев на времето ќе ви кажи дека Македонија ги реши проблемите со своите соседи. Не гледам дека ги реши своите соседи. Оние 4 волка што ги учевме во обкружувањето на Македонија, мислите дека, како се вика, си го зема, дел од нив си го зема пленот. Ние сме тие што изгубија. И сега сето тоа ќе треба повторно да се навратиме на оној ентузијазам кој го имавме во 90-тите години. И ќе биде многу тешко. Многу тешко. Така што, покрај она што значи економско обезличување на државата, покрај она што ќе значи борба со корупцијата, затоа што е навлезена во сите пори на општеството, вакво нешто немало. Мислам, имало корупција во Македонија, да бидеме реални. Меѓутоа, вакво ниво на корупција, тоа е вон секоја памет. Значи, системите, обновата на системите. Затоа ви кажувам, завидување за тоа кој ќе владее после изборите, никако. Мислам, ќе има сериозна работа. Тој што ќе се напати, ќе има сериозна работа да го менува. Прво, треба да се менува и менталитетот, треба да се, како се вика, да се прочисти просторот, да се прочисти лагата, да се исчисти поствистината во Македонија, да се вратат шактите. Мислам, банална работа, меѓутоа да одите на стужење на шактите, тоа е врв на глупост која очигледно стана доминантна во Македонија во последниве години. Да го смените, како се вика, академскиот амбиент во поглед на конципирањето на државните установи, затоа што имате луѓе без биографии, кои раководат со исклучителни системи во државите. Погледајте, отворете сега. МЕПСО е последен пример. Тоа не е за зборување. Мислам, МЕПСО е повеќе или помалце, знаете, функционираат директорите, некои знаат таму да работат, така што тој се надеваме нема да падне. Меѓутоа имате системи кои се сериозни држави, кај што имате политичко представување во странство, каде што имате луѓе кои од јазиците ги владеат само оние во кафанските, како се вика, во банџи. Други јазици ја не знам дека владеат, кај што имате луѓе со слика без биографија, не знаете што биле и што се, луѓе со купени дипломи, луѓе без основно на што значи образование и без основно воспитание. И они ви ги раководат институции. Се прашувате зашто државата оди во тој правец, па ќе оди. Тоа е на апсолутно нормален процес. Така што И сега ќе биде тешко. Апсолутно. Меѓутоа тоа е наш предизвик кој треба да кој треба да работиме, и тоа е национален предизвик. И во тој контекст на вистината и лагата, на оваа
што ја би кажал има една лажна вистина дека 2030 е тој датум магичен кај што ќе влеземе во ЕУ, треба да ги направиме уставните измени, а потоа кластерите во склопот на европската перспектива и преговори што ни се нудат, 4 фундаментални кластери. Каде вие ја гледате Македонија во 2030 година? Не сум ја многу оптимиста каде ја гледам никаде. Мислам да бидам реален во она што значи процесно поравување, ако успееме да се извадиме од целата ова ситуација. Затоа што, знаете, кога столбовите на државата, она што значи владење на правото, демократијата и човековите права ви се подкопани, сериозно ви се подкопани, во тој случај треба да ги стабилизирате столбовите на кои ќе стои државата. Треба да го вратите достоинството на народот. Треба да го вратите патриотизмот на народот, кој не значи национализам како што сака да го представат некој, туку чувството на припадност кон нацијата, припадност кон државата, чувството на градење однос со државата, градење на однос со институции, враќање на довербата во институциите, тотално изгубена довербата во институциите. Значи, сето тоа, така што 2030 еве, за 7 години ќе пролетаат како додека трепните. Така што промените нема да се случат толку брзо. Мислам, наивно е да веруваш дека 2030 Европа, како се вика, ќе не абсорбира, посебно со вакво ниво на корупција, невладење на правото и вакво ниво на демократија во Македонија, со племенска поделеност. Со ваква економија, да бидеме реални, мислам, далеку сме од тоа. Тоа е она што ви кажав, не читаат Европа на две брзини, ние не сме ни во рикверц, мислам, ние сме моментално рикверц, така што не е тоа се наивно, тоа може да лажат луѓе од, мислам, не може више никого да лажат, има интернет, мислам. Секој што помалце знае, ќе се информира, така што умре времето на лажење, тоа во комунизмот, кога имавте една телевизија и кога имавте еден канал, кај што ви ја кажува едната вистина. Сега може да се информирате ако сакате, освен ако не сте слеп фанатик што верува на она што власта го говори или она што другите, опозицијата го говори, во основа ги проверувате факти. Секој нормален, секој образован, секој интелектуален човек ги проверува фактите. Така што во овој период кога се менува светскиот поредок, тоа е периодот 30-тите години, што би рекол Грамши, се раѓа, стариот умира, новиот никако да се роди. Ние сме токму во тој период, каде што Европа треба да се прилагоди, каде што светот ќе се промени, каде што ние имаме безалтернативност. Мислам, начинот безалтернативност, знаете, во животот. Лудост. Во животот да кажете безалтернативно, затоа што и во меѓународните односи, во основа односите меѓу државите добиваат човечка надличност. Безалтернативност во животот, безалтернативност во надворешната политика е концепт кој едноставно не може да опстои. Затоа што суштината на живењето, суштината на меѓународните односи, тоа е алтернативност. Така што тоа е оваа власт која во основа е антиинтелектуална, антидемократска и која, мислам, треба што побрзо да се замине за незино добро. Мислам, далеку прво за добро на македонскиот народ и македонската држава, второ за незино добро, затоа што после ова ќе треба сериозен напор за трансформација, односно незино демократско трансформирање, иако според она што го говорат, они мислат дека токму тоа го прават, дека и прават добро на државата. Нормално, ако ве тапшаат по рама, ако ви кажуваат дека сте голем лидер со тоа што ја обезличувате и ја продавате државата, и ако верувате на таквите лаги, тоа е личен проблем кој не засега сите нас во државата. Професоре, благодарам многу што бевте наш гостин. Благодарам што не следевте. До следното видување, се најдобро.